Потврдена соработката на СДСМ и БЕСА за локалните избори. Заефика сами се договорија да си дадат меѓусебна поддршка во некои општини во трката за градоначалници и советници. По потврдената соработка со ДУИ, ДПА, а сега и со БЕСА, ЗАЕФ повторно го применува рецептот кој го користеше за парламентарните избори минатата година, односно ловење на албански гласови кои се нешто повеќе од 1/3 на гласачкото тело во Македонија. Соочен со намалениот рейтинг на својата партија, ЗАЕФ сега со партиите на Ахмети, Тачи, Села и Гаши ке се обиде да им се спротивстави на ВМРО-ДПМН. Коалицијата СДСМ-БЕСА минатата година постави нови стандарди во современото политичко действување во Македонија. Денес оваа соработка е на уште повисоко ниво и дава одлични резултати низ работата на владата. Со претседателот на БЕСА Билал Касами се согласивме дека партнерството во нашата коалиција ќе продолжи да се развива и на предстојните локални избори за кои согласно спецификите на различните општини ги бараме и утврдуваме најдобрите кандидати кои ќе го дадат најдобриот резултат за нашиот народ. Иако официјално не е започната кампањата за изборите, партиите на големо веќе објавуваат имиња, држат трибини и теренски активности. Меѓу последните имиња кои ги објавија социјалдемократите се: Звонко Пекевски Берово, Борис Георгиевски Газибаба, Јасмина Гулевска Могила, Тони Делков Неготино, Даниел Крстевски Ранковце. Во последните 5 објавени имиња од СДСМ има само една жена. И во претходните објавувања на кандидати, социјалдемократите предложија помалку од 5 жени кои ќе трчаат на изборите за сега. Од ВМРО-ДПМН речиси секојдневно посетуваат градови и села широм Македонија, ветуваат проекти, решенија, но за сега не откриваат кои ќе бидат кандидатите кои ќе се борат за да ги реализираат ветувањата. Велат, нивните кандидати ќе бидат честни и победнички кадри, мотивирани да ги средат хаосите наметнати од власта, велат од партијата. ВМРО-ДПМН ги прави последните сондажи во однос на профилирање на кандидатите. Веднаш потоа партискиот статут налага да бидат изгласани на седница на Централниот комитет. Од партиите од албанскиот блок за сега не се расфрлаат со имиња за кандидати. Единствено познато е дека од Алијанси Алтернатива имаат потврдено 3 кандидати, односно за Гостивар, Врапчиште и Боговиња. Од ДУИ официјално е потврден само кандидатот за Липково.